الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Zahvalnost mu pripaduje samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi fala. Salavatот, selamot, mirot i spasot neka bidan na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunnjot den. Шејтан уште од почетокот на неговото непријателство спрема инсан се труди да ги разедини на верници, се труди да фарли сумнеш и шубе помеѓу сафови на верници со негови сојузници. Дејне и ноќе негова работа е како да ги разнишат сафови на верници, дејне и ноќе. Со негови сојузници се трудит како да ги раздрмат сафови на верници, како да фрли сомнеш, како да фрли шубе помеѓу верници, како верници да стане слаби едни спрема други, да немет грижа едни за други, да немет сочувство едни за други, да имет шек, сомнеш во секој еден. Ова е главна негова цел. Втора после земање на иман, земање на ова нешто. Да се земат ова сигурност, ова стабилност помеѓу сафови на верници. Али еден верник треба да биде свесен за ова нешто, да не дозволи шејтан да му направи шубе, да му направи сомнеш за неговиот брат. Хасатен специјално во време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал, во фитне на мусибет, во време на несреќа. Кога се случи некоја несреќа, некој мусибет, шејтан ова време хаса специјално го користи да направи голема паника меѓу браќа, да направи голем сомнеш помеѓу ними, да направи разврат и неморал помеѓу ними. Еден верник треба да биде свесен за овие нешта. Некои од тие чекори кои треба да ги преземаме за да го избегнеме ова стрела од шејтан. Вели пегамбер алейхи салам во хадис: إنما المؤمنون فيلت الله جل شأنه إنما المؤمنون إخوة. فيلت بيغمبر عليه السلام في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Нема од вас да има тамам иман, комплет верување еден од вас, се додека не му го посака на својот брат она што себе си го посака. Немој да се занимаваме со маните, слабостите на другите браќа. Немој да мислиме за некои сифати и особини ке некој наш брат дека се слаби. Тие мој да излезе негови добри особини и добри својства кои ти ги немаш. Немој да се занимава со ова нешто. Не те задолжил тебе и мене Аллах Джелешану да се занимаваме со биографијата на браќата, да се занимаваме со нивниот живот, како тие живеат во нивната приватност. Никој не е задолжен за ова нешто. Имат задолжени за ова нешто мелаи. Кирамен катибин, пишат тие дејне и ноќе. Не си ти одговорен да пишеш.
Не си ти одговорен да гледаш какви особини има твојот брат. Ти ги сметаш за лоши, али тие може да излезе многу добри особини. Тие ќе Аллах Желешан да се големи особини, зашто ја и ти гледаме со око на дујна. Ја и ти гледаме со око на хасед, на завидност. Ова помеѓу верници не треба да го има. Ова помеѓу верници не сме да го има. Со една киса, со една случка, ќе видиме како овие некои што ги гледат лоши особини, тие се перфектно добри особини. Како ние денеска имаме табиет да седниме и да кажеме за некој наш брат многу работи. Тој вака, тој вака, тој вака, тој има това, тој прави това, тој ова, това. Ти немаш никаков аргумент, никаков доказ за теа нешто, само на тебе теа не ти пасира. А овие особини, овие својства, може би Аллах Желешану има висок степен, високо дереже. Еден од сахаби, Саид ибн Амир, Ал-Джамахи, Саид ибн Амир Ал-Джамахи, ради Аллаху анху. Овој сахаб за да ни биде покасно јасно, се враќаме малку назад додека немаше примано ислам. Тој пренесува киса за Хубейб ибн Ади ради Аллаху анху, кога го заробија Курейш во Мекка и кога го кладве во таа појана и го врзаа на таа дрво и го гажаа со стрели. Саид ибн Амир Ал-Джамахи ради Аллаху анху беше во ова време од куфар, немаше примано ислам. И го гледаше овај машхед, го гледаше ова нешто што се случуваше со Хубейб. И го пренеси цела киса за Хубейб. Го зедве, го врзае во дрво, го гажае со стрели. Тој побара пред ова, рече, дајте ми да правам 2 рекат намаз. Зеде аптест, почна да прави 2 рекат намаз. Ги направи така добро, во таква форма совршена, али кратко ги кланаше. И после намаз се сврти кон Курейш и му реше: "Валлахи сакав да должам, ама реков ќе помисли дека се плашам од смртта и затоа го скратив." Го врзае во тоа дрво и му рекве: "Дали сакаш ти да бидиш дома, а Мухаммед салаллаху алейхи ва селем да биде на твое место?" Реше: "Валлахи не сакам на пегамбер алейхиссалам да го босните едно трн, едно мало трнче да го босни, а ја да бидам сигурен покрај моја жена и мои деца." Овај призор го виде Саид ибн Амир Ал-Джамахи ради Аллаху анху. Омер ради Аллаху анху, во време од Омер ради Аллаху анху, кога беше халифа, Омер го прати на овај Саид, го прати во Сурија, да биде наместник, да биде вали, да биде емир во ова место. По малку време дојде список на мискин, на сиромаси од место во кое беше овај валија, наместник од Омер ради Аллаху анху. Кога го виде Омер ради Аллаху анху, прво на список Саид ибн Амир Ал-Джамахи. Рече: "Овој вашиот емир?" "Да, валлахи", рече, "ја емир ал-муъминин, овој најмискин од сите таму е. Најмискин." Омер ради Аллаху анху му пушти 1000 дирхеми хедија. Кога дојде овие пари во негова куќа, почна да плашити, да вика на глас: "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун." Како некој џеназе да има. Негова жена се уплашеше кој умре. Рече: "Никој не умре, ама дојде", рече, "дујна да ми укради ахирет. Дојде, влезе дујна во моја куќа, сака да ми укради ахирет, ове пари." Негова жена рече: "Чисти го теа што дошло одма, да не ни го укради ахирет." Излезе во улица и ги браздели садака сите пари. Одиме кон главното што сакавме да кажеме. Се ближиме кон тие моменти што сакавме да ги спомниме.
Омер радијаллаху ан набрзо дојде во посета во Шам. Дојде во место каде беше вали овај Саид ибн Амир ел-Џемахи радијаллаху ан. Кога дојде и го праша на народ, како рече овај ваш намесник овде, мој намесник во ова место, овај ваш емир во ова место, како тој се понаша со вас? Народ рече овај најдобар, немаме ваков никогаш, не сме имале ваков намесник, ваков вали, ваков валија, никогаш. Ама има 4 нешта што не ги сакаме ке него. Има 4 особини што не ни се свиѓа на нас. Како кажавме, ние за секој ден брат имаме милион нешто што не ни се свиѓа. Али не значи дека тие особини се лоши. Не значи дека тие особини ке Аллах Џелешану се ниски, него тие се високи. Омер радијаллаху ан направи дуа кога го слушна ова нешто, ја Аллах, слушај, ја Аллах, немој да ми го промениш мислењето за Саид. Немој, ја имам јако мислење за него. Така треби секој еден верник за другиот верник да има добро мислење. Да има добро секогаш мислење за него. Рече Аллах, немој да ми го промениш мислењето за Саид. Што рече прво? Што од тие обвиненија? Прво рече, никогаш не излегува од дома рано во сабајле, него доцно во ручек излегува. Никогаш не излегува рано во улица. Не излегува рано во махкеме, во судница, во неква работа, него излегува малку покасно. Од нормално што излегве другите. Омер радијаллаху ан повторно, секој едно прашање тоа, ја Аллах, немој да ми го смениш мислењето за ова, имам големо мислење за овој Саид. Како ми треби за секој еден верник да имаме големо мислење. Вели пегамбер алейхи салам, во секој еден муслиман, хајр, имат хајр. Имат хајр. Рече, валлахи амирул муъминин, овај Саид ибн Амир ел-Џемахи, радијаллаху ан. Рече, валлахи, никогаш во живот немаше да ги кажам моје работи. Ако не бе обвинение против мене и не побараше ти, ја да го кажам ова нешто. Рече, не излегувам рано во сабајле, затоа што рече во моја куќа немам ни еден хадим, ни еден што прави хизмет. Моја жена е болна, рече. Мои деца се многу мали и ја рече му спремам јадење. Му правам леп и му спремам јадење и се грижам околу куќата и потоа излегувам, рече, во работа. Видиш? Како ова лошо мислење, а не излезе голем хајр. Имал тој делил, имал тој доказ за ова нешто. Друго рече Омер, рече елхамдулилlah, Омер радијаллаху ан. Друго рече што? Рече, никогаш на никому не му одговарат ако некој го повика ноќе касно, тропни на негова врата касно, после акција покасно, на никому не му одговара. Омер радијаллаху ан пак рече, ја Аллах, немој да ми го мениш мислење за Саид. Рече, на ова што ќе одговориш, рече, валлахи ја амирул муъминин. Ја дејне, рече, дента му е дадов на ними, рече. Цел ден сум со ними. Во работа, во нивни проблеми, во нивни маки, во нивно ова, а ноќта му е дадов на Аллах Џелешану за ибадет и за истигфар за моите гревови, рече, и ноќта му имам поклонато само на Аллах Џелешану. Ова не сакав да го кажам, рече, али ова беше себеб да го кажам. Трето рече, во месец не излегуват еден ден хич во улица, нигде го немат еден ден, нигде не излегуват. Нигде не излегуват еден месец. Рече, на ова, што ќе одговориш ја Саид? Рече, валлахи, рече, ја и цела моја породица имаме само по една облека. По еден пар облека. Еднош во месецот ја е перам цела облека од моја фамилија и моја облека и ја чекам да се исуши за повторно да излезам во улица. Му рекоа, четврто, има многу моменти кога е со нас и патви во несвес. Се губи. Што ќе кажеш на ова, ја Саид? Рече, амирул муъминин, ми текнува, рече, на призорот, на сликата Хубей ибн Ади, кога го убие куфар
а ја не направив ништо за него и се плашам да не ме казни Аллах Джелешану во суден ден. И кога ми текне нова, падам во несвест од страв, како ќе излезам пред Аллах Джелешану. Затоа, драги браќа, никогаш да не се занимаваме со нечиви мани, нечиви слабости. Може би тие мани, може би тие слабости, ке Аллах Джелешану се јако. Може би се крие нешто за теа. Секогаш на братот да му најме оправдание. На братот, на верникот да му најме оправдание. Да се трудиме да му најме оправдание. Како кажавме, ова е главна војна на шејтан помеѓу верници да направи несигурност, нестабилност. Дека не вредиме, дека не сме добри, дека тој не добар, дека овај не добар. Ова главна војна, специјално во моменти на фитне, на фесад, на разврат, на неморал, во фитне, на мусибет, во фитне, на несреќа. Кога имат некоја несреќа ке верници, тога шејтан специјално работат да ги разединит на верници, да ги направи нивните сафови да се многу слаби. Напротив, верниците во вакви искушенија, во вакви слабости, треба многу да се јаки. И секој еден од нас треба да земат обврска. Секој еден од нас. Никако обврската да не му ја даваме на некому други. На никого да не решиме тој одговорен за ова. Него ја да го сносам најголемиот дел. Секој така да биде. Не да се остави на еден цела работа од динот, од заедницата, од џематот. Него секој да земат одговорност. И секој да биде цврст во теа нешто. Абдулла ибн Хузафа ес-Сахми, ради Аллаху анху. Ова е еден од големи сахаби. Пегамбер алейхиссалам, после фетхул Мека, кога се отвори Мека, напиша писмо мин Мухаммед бин Абдилlah Расулилlah ила Мелик ар-Рум Кисра. Од Мухаммед, пегамбер, син од Абдулlah, до кралот Кисра. Еслим теслим. Прими ислам, ќе ви спасем. Рече, каде овај Абдулла ибн Хузафа ес-Сахми, ана Расулуллах. Рече, зема овај и носи ке Кисра. Не рече, не можам. Не рече, имам обврска. Имам ова, имам она. Него го седе негов кој ни замина таму. Најголемото кралство во теа време и многу пред теа време и после теа време. Кога отиде ке овај крал, влезе во негова палата, овај слушна дека доаѓа еден пратеник, еден курир од пегамберот кој се појавил. Оваа рапиве во теа време бе изметчи на Кисра, на Рим, на римјаните. Бе изметчи нивни амари. И кога дојде во негова палата и му рече на еден од негови везири, министри, земај го писмото и донеси ми. Му рече, не, Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ми нареде тебе, рече, врце ти го дам, директно, не преку другија. Му го даде во раци, кога го виде, кога му го преведи ова писмо, Рисале, го искина. Се врати овај Абдулла ибн Хузафа, ке пегамбер алейхиссалам му кажа. Пегамбер алейхиссалам направи дуа. Я Аллах, кема меззака рисалети, меззик мулкаху. Како што го искина моето писмо, искини го негово кралство. Не утера една вечер, негов син од овај Кисра го уби во сон на негов татко за да му земат кралството. Потоа војска од Омер ради Аллаху ан дојде и го освојава цело место за брзо време. А во ова вечер исто го уби негов син на овај. Али што е поинтересно за овај Абдулла ибн Хузафа? Кајсер од персијанците, крал на персијанците, Кајсер, го зароби него една група на муслимани. Кога дојде пред него Абдулла ибн Хузафа, овај Кајсер побара од него, му рече, ако сакаш да те ослободам, примај насранија, примај кршćanство и ќе те ослободам. Ќе ти го дам и моје пола кралство, пола богатство, само примај ово. Абдулла ибн Хузафа рече, да ми го даеш цело твое богатство,
цело твое кралство и кралството на твоите предци. Кралството на сите араби нема да се вратам од ова вера додека трепне оши само. Толку нема да се вратам, само на трепет на оши нема да се вратам од ова моја вера. Вака треба да биде цврст еден верник, да има цврстина во него. Да немој да го поколеба во негово верување ништо. Го затвори во затвор. Второ, богатство не успева да му го земат имам. Второ нешто, негови шехават, чувства, негови емоции, негови нагони. Му пушти во негов затвор најдобрата жена во Персија за да го заведе, за да направи зина со него. По малку време таа почна да вика во таа зандана. Ти рекве, о, таму му отвори рота, што вие рече не ме пуштите ке човек, овој не човек, овој камен. Овој зид, овој нема никакви чувства. После ова трето обид, му рекве, скините му јадење и пиење на овој. Да немат јадење и пиење за овој. 3 дена без јадење и без пиење. По третиот ден му донесе едно парче свинско месо и вино. И не ги јадеше. Дојде овај кајсар и негови восковоđи му рекоа, зошто не го јадеш? А сега ти е во овај момент тебе дозволено да го јадеш. Ти не си јадел, смртта ти се ближи, дозволено ти е по твојата вера и верување да ја затулиш гладта за да не умриш. Види куфар, те војува со твоја вера, Ама кога еден човек има азиме во него, еден човек кога има да иззе гордост во него, неговиот живот е безвреден ке него. Динот е вреден број 1. Му реше, јас знам подобро од вас моја вера. Ама нема да ви го пружам теја задоволство на вас. Да ме гледате како јадам и пијам свинско и алкохол. Нема да ви го пружам теја задоволство на вас. После ова, последно неговиот живот. Донеса ја казани со усвитено масло. Казани со усвитено масло. Имаше со него и други заробени муслимани. Еден од ними го фрлија во ова масло. Во некој ривајет. Се оттели месо од коски. Кога го види овај призор, Абдула ибн Худзафа Ес-Сехми, ради Аллаху анху, почна да плаче. Но рече, чекај, зошто плачеш, рече? Мислиш дека се плаше ka смрт. Зошто плачеш? Рече, плачам, зашто имам само една душа. Зашто немам души колку што имам влакна на мене, за да ме фрлаш во ова масло секој пат и да изнегувам од ова масло, секој пат да ме фрлаш во ова масло. Кога виде овај кајсер, каков иман име тој верујже, му рече на нему, ако ме бакниш во шело, ќе те ослободам. Му рече ова еден шарт. Абдула ибн Худзафа не мислеше само на него. Му рече, ако ме ослободиш мене и сиво еве муслимани што се затворени. Тога рече. Добро. И го бакна во негово чело и ги собра сите тие муслимани и ги ослободи. Кога дојде во Медина, Омер ради-Аллаху анху, кога слушна за ова нешто, ги собра сите муслимани во џамија, се качи во худба. Рече, денеска на сите вас ви облигација секој ден од вас да го баци во глава на Абдула ибн Худзафа. А јас сум првиот што ќе го направам теја нешто. Отиде Омер ради-Аллаху анху го бакна во негова глава, потоа сите муслимани за теја дело што ги ослободи на верници. И во овој ваков мешет муеррихун, историчари пренесве, велет, Абдула ибн Худзафа знаеше некогаш и да се шали и му рече на Омер ради-Аллаху анху, ја амирул муъминин, ти ги пушти сие муслимани да ме бацнат во глава, за да ми паднат косева да видам челав како тебе јареше. Во вакви моменти и една ваква смешка. Вака овие муслимани, овие први генерации кои треба во секој ден момент да биде наш призор.
да биде наш урник за живот. Не е ова само киса што ја кажеме, него ова е начин на живот, него ова е дин, вака живеле динот ке нимјани. Во ваква пракса, во практичен живот го имале динот, вака живеле дин тие. Не на поинаков начин. Не знеле на поинаков начин. Динот го имале 24 сати ке ними го живееле. И најскапоцено нешто било ке ними динот. Највредното нешто. Број еден во нивни очи бил дженнет. Број еден нешто било дженнет. Саид ибн Амир радијаллаху ан, кога го пуштил Омер радијаллаху ан во Шам, во Сирија, да биде наместник. Овој Шам во Сирија го чекале. И виделе еден стар човек во магаре, искината облека, рекле од каде идеш? Од Медина. Абе да не го виде во пат. Омер радијаллаху ан ни прати на нас еден вали, еден наместник. Како се вика, рекол тој? Саид ибн Амир. Епа јас сум, рекол тој. Вие, рекол, ме гледате вака мене мискин, без многу патни потребштини. Ја, рекол, имам голем пат до дженнет и не сакам да имам тежина со мене. Не сакам многу тежина да имам со мене. Вака гледале на животот овие први генерации. Вака го разбирале животот, вака го разбирале иманот, вака се жртвовале за иманот, вака се жртвовале за заедницата. Вака се жртвовале за братството помеѓу ними. Ништо не било повредно ке ними од да биде соединати браќата. Да биде соединати верниците. Да немат расправи меѓу ними. Зашто ова му е главна цел на шејтан и негови сојузници. Занимавајте се меѓу вас, а остајте го шејтан и негови сојузници на мира. Остајте ги рахат на ними. Вие занимавајте се со вашите мали слабости и пропусти ке вас. Остајте го на шејтан и на негови сојузници да биде мир.